Руинираниот објект, каде 50 деца од Дедебелци и околните населени места посетуваа настава, веќе ентериерно е уреден. Условите се подобрени благодарение на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. Училиштето беше во катастрофална состојба, можам да кажам. Значи, условите за работа на учениците беа многу лоши. Реновирањето опфати замена на дограма, замена на подови, реконструкција на ѕидови, училишен ходник, со што во многу голема мера се подобрија условите. Може и сами да видите, а во нареден период, значи, имаме ветување од општината дека ќе се погрижат и за фасадата на училиштето и неговото затоплување. Преку овој проект, училиштето во Дедебелци е едно од 15-те кои беа реновирани оваа година. The Office of Defense Cooperation, my office, at the US Канцеларијата за воена соработка во амбасадата на САД, мојата канцеларија, Скопје, е партнер на УСАИД во спроведувањето на ПМИО со тоа што обезбедува средства за реновирање на избраните училишни згради. Преку Европската команда на Американската војска, EUCOM, американскиот народ обезбедува $300,000 годишно како поддршка на овој важен проект и како инвестиција во иднината на Македонија. Меѓуетничката интеграција во образованието вклучува училишта, наставници, деца и родители, локални лидери и цели заедници кои работат на развојот на меѓуетничките односи и на градењето на основата за подобра иднина. Никогаш јас од кога паметам немало разлика помеѓу етникумите во општина Могила и мислам дека понатаму со ваквите проекти веќе се продолжуваме и ќе градиме заеднички иднина развој на општина Могила, со тоа ќе градиме и Република Македонија. Проектот на УСАИД е 5-годишна иницијатива вредна $6,2 милиони како поддршка на македонската влада во процесот на етничка интеграција.